Почитувани, добар ден. Гостин во неделното интервју на Радио Слободна Европа е градоначалникот на Скопската општина Центар, господинот Горан Герасимовски. Господине Герасимовски, што ќе значат за вас и вашата работа како општина новите измени во Законот за урбанизам? Тоа што го увидуваме и тоа што го дискутираме заедно со нашите служби е дека дел од тие измени ќе бидат за добро на општината, односно побрзо носење на одредени преку урбанистичко планирање, одредени измени во ДУП-от, во делот на образованието, во делот на паркирањето, во делот на социјалната и така натаму. Делумно ги поддржуваме, но ќе видиме дали ќе има и дополнителни измени во самиот закон. Граѓанските организации, конкретно граѓанската иницијатива ОДВА, тврди дека со овие измени само дополнително ќе се овозможи да се зголеми урбаниот хаос, поради тоа што ќе се овозможи олеснување на процедура преку користење на стари закони. Токму такава важност се старите закони и затоа велам дека можеби самиот закон е избрзан без отпочнување на соодветна дебата во која што ќе бидат вклучени повеќе стручни лица. Вклучувајќи го невладиниот сектор, па и вработени од општината со поголемо искуство кои што би допринеле во таков тип на дебати. Тука се факултетите градежниот и така натаму, кои што би допринеле за самите закони бидат што подобри. Можеби самата одлука е избрзана и добро е доколку се отворат теми за нови измени за подобрување на самиот закон, да сето тоа оди преку поопширна дебата каде што ќе бидат вклучени повеќе лица. Дали тоа што доаѓате од опозицијска партија е причина поради која што министерот за транспорт и врски Александар Николовски најавува забрана за градење во општината Центар? Што мислите? Прво не сакам да верувам дека политиката ќе се става над интересот на граѓаните. Од кога сум влезен во општината, сите заедно функционираме, па и советничките групи кои што се од различни политички партии се договараме во интерес на граѓаните. Не сакам да верувам дека ќе биде вмешана политиката на грбот на граѓаните пред се. Во делот на самата изјава и споменат мораториум кој што е споменат за две општини, Центар и Карпош. Јас ќе повторам, ние во минатото имавме мораториум кој што не заврши славно, а ни донесе дополнителни проблеми и тегоби на самата општина. По завршување на самиот мораториум, во општината пристигна голем број на барања за одобрение за градба, кои што со закон ние немаме можност истите ги стопираме. Но ни беше потребно многу време и енергија и доста вработени кои што требаат сите тие барања и да ги процесуираат. Да, можеби би требало да се воведе одреден мораториум за подобрување на самите ДУП-ови, кои што мораториум би ги опфатил целиот Скопски регион. Оние статистики кои што ги направивме и анализи, општина Центар не е меѓу првата општина која што има по бројност издадено одобрение за градба. Туку е четврта. Има општини кои што имаат многу повеќе одобрение за градба од нас. Зошто тогаш сте посочени од министерот вие и општина Карпош како најурбанистички проблематични општини? Како најатрактивни општини, како општини во кои што било што да почне да се прави е на лупа на подебела лупа на јавноста и невладиниот сектор. И сето тоа треба да се смени, поради тоа што не се гради само во општина Центар или во општина Карпош, туку се гради скоро во сите општини, дури многу повеќе отколку во овие две општини. Што ќе направите и што ќе значи за општината ако во пракса се спроведе најавата на министерот Николовски дека нема да подпише ниту еден урбанистички план во Центар и Карпош додека не се донесат новите специјални закони за овие две општини, односно мораториумот што го најавува? За да се донесат, пак ќе се повторам, било какви специјални закони, мора да се вклучат стручни лица и да се отворат дебати. Не може да бидат избрзани како што се донесени сега некои законски измени. Праксата покажува дека може. Па, мислам дека не е добро. Што би направиле како општина, односно ние во моментов носиме неколку ДУП-ови.
Два од истите Кале и француски гробишта во моментов се во транспорт и врски, односно се во завршна фаза, прошло филтери општина град, сега се во транспорт и чекаме да се вратат на Совет. Ќе видиме дали истите ќе бидат стопирани или ќе бидат процесуирани. Министерот Николовски тврди дека над 600 урбанистички планови се заглавени во процедури со години во општините. Според вашето искуство до сега, на што мислите дека се должи таквото нешто? На несоодветно менаџирање и немање добра релација општина, град и министерство. Ние последнава година-две донесовме дупови кои што биле во процедура скоро 10 години, може да замислите. Законски рок е 18 месеци, тој може да се пролонгира уште 6. Но носење на дупови после 7, 8, 10 години е страшно за развојот на општините. Поради тоа кочење на самите дупови настанува урбан хаос. Во важност се дуповите кои што биле во минатото, се додека не се донесе нов дуп. И затоа велам, за да се донесе мораториум, целта треба биде не да се стопира градба, да се стопира до моментот додека не се донесат подобри дупови. Но џабе ако се донесе мораториум, а трите институции не се како едно, односно не функционираат како едно, за сето тоа да се стави на брза лента и да се убрза целиот процес, за да самото носење на дупови трае пример година дена. Година и половина. Како ја коментирате изјавата на вашата колешка Даниела Арсовска, која што на минатата пресконференција изјави, да ја цитирам, дека ВМРО ДПМН со СДСМ веќе 2,5 години се во коалиција во Советот на општина Центар? Нашата функција е менаџерска. Јас кажав и на почетокот, од кога сум влезен во општината, политиката има малце тргнато на страна, поради тоа што интересите на граѓаните не се пред се, а не политичките интереси. Каква е вашата соработка со градоначалничката на град Скопје, Даниела Арсовска? На почетокот имавме доста координации и преку ЗЕЛС, и преку Скопски плански регион, каде што се дискутираше на повеќе теми за изнаоѓање на решенија се со цел подобри услови на граѓаните, но од кога настана она хаос меѓу ВМРО ДПМН и градоначалничката и она смена на градоначалничката на прв човек на ЗЕЛС, настана промена на председател на ЗЕЛС, сите тие односи се заладија. Ние како општина се обидуваме и бараме начин, а можам слободно да кажам и дека имаме и добра соработка и со останатите скопски градоначалници во делот на сугестии, во делот на одредени проекти каде што меѓусебно си помагаме во интерес на граѓаните. Во однос на барањата на скопските градоначалници за да се одземат ингеренциите на градоначалничката Арсовска во однос на комуналната хигиена, паркови и зеленило. Кое е вашето мислење, односно кои се вашите очекувања, дали централната власт ќе изнајде начин да ги задоволи овие барања на скопските градоначалници? Темата отворивме многу одамна. Уште пред да настане оној караница и хаос меѓу градоначалничката и ВМРО ДПМН и беше разговарано и предложено уште пред година и пол-две да ние како општини си го превземеме делот на комуналната хигиена, да се трансформира предпријатието и сека општина да земе дел од вработените, но и дел од механизацијата. Дополнително не стигнавме во делот на финансиите и како би се покривале трошоците. И сум сигурен дека нивото на хигиената ќе се дигне на многу повисоко ниво, доколку секоја општина си ги превземе ингеренциите од јавното предпријатие. Велите, оваа тема веќе сте разговарале години и пол со вашите колеги, што предпоставувам претходната власт не го спровела, дали очекувате оваа влада да го спроведе вашето барање во пракса? Се отвориле дискусии, но не целосно се наметна темата за да се превземат ингеренциите. Значи се отворија дискусии, но не целосно ние се наметнавме. Еве сега верувам дека по овие изјави, по овие средби, дека ќе се отпочне процедурата за и разгледување на можност за превземање на ингеренциите. По 7 години затишје во вашата општина се забележува дека повторно има градежни активности на недовршените проекти од Скопје
2014. Зошто после 7 години повторно заживува овој проект? Јас сум човек што сакам да направам све, а општината да биде едно прекрасно место за живење. Според мене сите оние проекти кои што се закочени, дел се закочени поради судски нерешени процедури. Дел поради, како што и знаете, дека некои од зградите се градени, но непрописно. Па некои згради кои што се градени во минатото се и дивоградни. Немаат пристап за паркирање и слично. Тоа што можеше да го подбутнеме за да се заврши, а и ликот на центарот на Скопје заличи, тоа и го правиме. Искрено не би дозволил да, доколку има можност или се завршат одредени законски судски процедури за одредени објекти и тие се чисти, може да продолжат со градба, нема да дозволам истите да не се дозавршат. Велите некои беа дивоградби, некои беа проблематични без пристап за гаража. Тие проблеми и прашања се уште мислам дека не се решени. Дали тоа значи дека со доаѓањето на новата власт сега она што е во вашиот домен во општината, условно кажано, погладко ќе помине на одобрение? Како што слушнавме и од сегашната влада дека има интерес да ги дозаврши незавршените проекти. А искрено, кога нешто е започнато, на ништо не личи, од потрошени се многу финансиски средства за да дел од нив стојат пример неотворени. Треба да се најде начин и законски процедури да се спроведат за да сето тоа се заврши. Кој стил повеќе ви се допаѓа, барокниот или модерниот како на Мицкоски? Искрено модерниот. Неодамна почна изградби на катна гаража позади собранието. Таму ми се чини дека процедурата застана во 2018 кога вашиот претходник го поништи решението за тоа што беа прекорачени роковите, а потоа пресудата од управниот суд со кој што па беше поништена одлуката на вашиот претходник дојде во 2020 година. Зошто после 4 години сега ви одлучувате позитивно и почнува да со градежни активности да се одвиваат таму? Не одлучуваме ние позитивно. По поништување на дозволата за градба и судски процедури, инвеститорот по завршување на судската процедура, општината е должна, пошто е во корист на инвеститорот, немаме законска можност во моментов да стопираме било што. Не навлегувам во дело тоа како е купено, кога е купено, како е дооформено, издадено одобрение и слично. Ние како општина мораме да ги запазуваме поради тоа што не навлегуваме, поради тоа што не е ни наша работа. Не сме ние инспектори да го спроведуваме случајот како е купена некое земјиште. Имавме многу состаноци со претходната влада. Дали тоа да се спроведе, како да се спроведе, дека нема да има безбедност поради тоа што е во непосредна близина на една од најважните државни институции, тоа е собранието. Но ние како општина по судското одлука во корист на инвеститорот е завршна фаза во која што немаме можност на стопирање на самиот проект. А вашата загриженост за безбедноста не може да се нам пренасочи некаде во некоја институција? Затоа велам, имавме неколку состаноци со претходната влада за да видиме како тоа целосно се спроведе поради безбедносните причини. Не дека таму нема потреба од паркинг, таму има голема, огромна потреба од паркинг простор, но можеби не на таа близина и висина. Што значи дека таму ќе се гради, но без разлика на се? Сега, после многуте состаноци кои што ги имавме и со правниот тим на луѓе во општината, па баравме начин и надворешни мислења да слушнеме правни. Дополнително разговараме и со урбанизам, неколку пати беа и нашите инспекцијски служби на терен, така натаму. Ќе го почитуваме законот, доколку законот вели дека мора да се гради, ние немаме можност како сето тоа да го закочиме. Вие сте еден од ретките градоначалници во земја кој што доаѓа од опозицијска партија. Вашата партија има нов лидер. Дали ќе барате од него поддршка за нов мандат? Ние работиме изминатите 3 години
а поготово сега и од почнување на учебната година, исто како да сме во изборен процес. Мојата цел е реализација на сите проекти кои што се во тек, сите проекти кои што ги имаме ветено пред граѓаните и овозможување подобри услови за живот. Дали ќе побараме втор мандат, ќе кажат граѓаните преку оние истражувања кои што ќе ги спроведеме и нивната поддршка која што ќе ја добиеме. Доколку граѓаните сметаат дека и се задоволни од сето оно што сме го ветели и сработиле, сигурно дека ќе бараме поддршката за вториот мандат. Ви благодарам за разговорот. Ви благодарам на поканата. Вам, почитувани, ви благодарам што го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.